Техничките влади во последните два изборни циклуси постоја за обезбедување на повисоки изборни гаранции кои ги бараше тогашната СДСМ, која беше во опозиција, но не покажаа никаков квалитет, коментираа дел од експертите, откако лидерот на ВМРО ДПМН побара укинување на техничка влада. Политичкиот аналитичар Владимир Божиновски во изјавата на Мицкоски гледа сигурна победа на претстојните избори, па според него за најголемата опозицијска партија е сеедно дали техничка влада ќе постои или ќе ја нема. Се победник на следните избори ќе биде ВМРО ДПМН, па дали тоа било со или без техничка влада. Врз база на тоа, он проектира дека за следни избори, значи не за овие сега што ја тука, за следни избори кои што ќе ги организира владата на ВМРО ДПМН, ќе биде многу поедноставно таа техничка влада да ја нема повеќе. Опозицијата се откажува од два битни ресора во владата – Министерство за внатрешни работи, труд и социјална политика, како и врзан потпис уште во неколку министерства, во интерес да не се кандидира премиер од редовите на ДУИ, бидејќи согласно коалицијскиот договор Заев Ахмети, нарете во премиерската фотелја на техничката влада да седне некој од интегративците. Но досекашното искуство покажа нефункционалност на техничките влади, коментира Божиновски. Сега од искуството што го имавме 2016-2020 година, техничката влада служеше само за кочење на секој буквално политички, економски процеси и социјални во државата, многу повеќе колку обезбедување на некаква гаранција за некаков пофер изборен процес. Лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски смета дека партијата на Ахметија во центарот на сите скандали и е неприфатливо да номинираат технички премиер. Премиерот Ковачевски пак рече дека СДСМ држи до коалицијските договори и секој професионалец може да води влада. Во меѓувреме, високи функционери на ДУИ повторуваа дека во последните 100 дена од мандатот премиер ќе биде албанец. Артан Груби е уверен дека неговиот шеф нема да сгреши во изборот. Досега, двете најголеми партии, ВМРО ДПМН и СДСМ, поеднаш номинираа технички премиер Емил Димитриевски и Оливер Спасовски.